17% раст на превезени патници во однос на истиот период лани. 1.382.714 луѓе од почетокот на годинава преку аеродромите во државата ги искористиле можностите да патуваат на некои од директните авиодестинации. Остануваме фокусирани на привлекување на нови авиокомпании, отварање на нови дестинации, изголемување на бројот на фреквенции на постоечките рути со цел да генерираме поголем сообраќај со новите дестинации. Очекуваме на тамошен пораст во авиосообраќајот, што ќе ги направи нашите аеродроми поатрактивни и повидливи на регионално ниво за глобалните авиокомпании и туроператори. Велат од ТАФ Македонија. За 9 месеци има раст од 11% на бројот на полетувања и слетувања на вкупно 13.009 летови. Засека на Скопскиот аеродром има вкупно 33 директни авиолинии, од кои 23 со унгарската нискобуџетна авиокомпанија Визер, која дојде во Македонија со субвенција од владата. Со овие авиолинии граѓаните може да патуваат во повеќе европски и светски градови, а од 1 јануари се очекува и директна авионска линија до Доха да им биде овозможена на патниците. Со достапните цени на авиобилетите создадовме можност да се посетуваат на атрактивните дестинации во Европа, можност граѓаните полесно да патуваат. Велат од Министерството за транспорт и врски. Македонските граѓани најмногу летале со Визер, потоа со Turkish Airlines, Austrian Airlines и други. Најпосетена дестинација се уште е Истанбул, а потоа Цирих, Виена, Базел, Малме и Лондон. А интересот е голем исто така и за Барселона и Дубај.